Животот без сообраќај во денешно време е незамислив. Покрај основната цел на сообраќајот, поврзување на определени места, од особена важност е и аспектот да се сообраќа безбедно. Релативно големиот број на учесници во сообраќајот, возачи, пешаци, велосипедисти и мотоциклисти, несомнено создаваат услови за правење грешки кои влијаат врз безбедноста во сообраќајот на патиштата. Единствен начин да се избегнат несреќи е да се почитуваат сообраќајните правила и прописи. Од друга страна, постојаното брзање кое ни го наметнува животното темпо, како и големиот метеж во сообраќајот, не ставаат во искушение никогаш свесно да ги заобиколиме сообраќајните закони, предизвикувајќи несреќи кои за жал неретко завршуваат и со смртни последици. За решавање на сообраќајниот метеж, градот пред околу 1 месец најави изградба на нов мост во должина од 120 метри, кој опфаќа продолжување на булевар Асном, изградба на нов мост на реката Вардар, како изградба на 2 сообраќајни поврзувања, едно со булеварот Гоце Делчев и улицата Беласица, позади Скопски саем, а второто со улицата 16-та Македонска бригада, кај ресторан Дојрана. Сепак, овој проект светлината на денот ќе ја види дури 24 месеци откако ќе почнат градежните активности, а пред тоа неопходно е да се распише тендер за изработка на проект за овој мега инфраструктурен проект, а во тек е и изградба на проценки за експроприација на земјиштето, и објектите кои се на трасата на овие сообраќајници, информираат од градот. Сепак, со тоа не се решава проблемот со сообраќајниот метеж во Скопје. Раскрсниците кај Мавровка и кај Зоил, како и големите булевари како Партизански одреди и Илинден, често се посочуваат како тесни грла, каде што во најфреквентните делови од денот возачите го губат трпението и прават прекршоци. Дополнителен хаос се создава на локациите каде што се одвиваат градежни работи за реконструкција, како што е примерот со булеварот Христијан Тодоровски Карпош во Бутел, каде веќе подолг период времето за патување е продолжено за речиси половина час. Очекувањата на градските власти се дека по финиширањето на градежните активности на дел од сообраќајниците, конечно ќе се подобри целокупната состојба во сообраќајот. Реконструкцијата на првата фаза од проектот за пробивање на булеварот Христијан Тодоровски Карпош до крстосницата со улицата Натанаел Кучевички е во завршна фаза и очекуваме истиот да биде комплетиран во наредниот период, велат од град Скопје, и додаваат дека во моментов се работи и на тендерот за втората фаза на овој проект, поточно до обиколницата. Обезбедувањето на соодветна патна инфраструктура, како за возачите, така и за велосипедистите и пешаците, е од особено значење за да се избегнат сообраќајните несреќи, во кои најчести жртви се пешаците. Според статистиката на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот, за првите 3 месеци од годинава во сообраќајни несреќи загинале 33 луѓе. Најзагрозена категорија се лицата од 25 до 40 годишна возраст, а најчеста причина е човечкиот фактор, односно возачите на моторните возила.